Тие така наречени стратегии на мека моќ се влијателни медиуми, верски организации, културни манифестации, еве да речем некои манифестации како Пиволент или други, имаат свој импакт во поблиско поврзување со одредени култури отколку со некои други. Значи тоа е една реалност и може да се каже дека ние може тоа до одреден степен да го прифатиме како некој вид на процес со кој што можеме да се справиме, доколку тој не е во некоја директна негативна политичка или идеолошка намена. Во таа смисла тоа е реалност, но треба нашиот систем, нашите заедници да покажеме свест и на граѓаните, и вклучително во помалите заедници, да ги едуцираме, да ги сватат сите предизвици на тие процеси, да не бидат изманипулирани, доведени во друг како да кажам, политички идеолошки контекст. Во таа смисла ни треба една мобилизација внатрешна, и тогаш тоа само ќе дојде како дополнителна. Значи, ако постојат стратегии и активности на нашите чинители институции, не мора тоа само да бидат државни институции, може да бидат локални, неграѓански, културни институции, тогаш тоа може некако да се избалансира како, да кажам, нешто што не можеме да ги избегнеме. Тие влијание на мека културна моќ. Ние правевме истражување како Кина е заинтересирана да има мека моќ врз Балканот, југоисточна Европа и така натаму. Свесни сме какви проблеми имаме со тие малициозни интерференции и влијание од други политички центри на моќ. Значи, најважно е ние да бидеме подготвени за тие предизвици на нашето време. Тоа е борбата на нашето време. Значи, тој е еден вид на културни испреплетувања, вмрежувања, да останеме вклучени во светот, но сепак да не го губиме својот идентитет, или ако некој настапува и во регионот или во Македонија со таква вид на агенда, тогаш да бидеме отпорни. Значи, проблемот е со таа резистентност на штетни влијанија, а влијанија такви ќе има постојано. Важно е државата да покаже општествено лидерство. Оно што ние како граѓаните го очекуваме од институциите, тие да поведат некој процес, а потоа да бидат поддржани од другите сфери од општеството и од нас индивидуално. Може да кажеме дека ние и во образованието и во граѓанското општество кога работиме, всушност младите и сите нас ги подготвуваме да бидат способни да се вклучуваат во тековните глобални процеси. Значи, тие ако се имаат напредни знаења и вештини за одредена област, да може да работат секаде. Значи, тоа е таа глобализација која што чувствуваме, но не сме прилагодени, бидејќи премногу да речеме вложуваме во нив и премногу сме изложени на тие глобални влијанија, а премалку сме фокусирани на градење на сопственото внатрешно општествено ткиво и институции.